Имаш ли малце по-филозофски вака сега? Што би си дал порака на себе пред 40 години? Сега тоа е многу интересантно. Не само тоа, него и пак ќе поврзам со една не анегдота, туку едно истражување во Америка што е правено, кај постари луѓе, пензионери, ама преку 80, што живеат во домови, во старски домови, и прави некоја студија анализа и ги праша тоа што ти праша сега мене. Што би сменил сега ти да си вратиш 40 години назад, така, 50, што би сменил, што другачи би направил? Ки за си знаеш што бил првиот одговор. Вика, премногу работев. Ги знам. Можев со помалку работа да поминам. И второ, не ги ценев родителите толку колку што требаше да бев млад. Сега да сум млад, повеќе ги ценам. Тие две работи ми остават. Така е стално. И ти за себе исто би си донел заклучок? Па јас се согласам со двата, а не би ги сменил. Не би ги направил кој заклучок. Па ја имам такво чувство. Не би ги направил кој заклучок, а се слагам дека е така. Јас се слагам дека не сум ги почитал јас се слагам доволно. Се слага дека не сум ги почитал доволно. Можеби требало повеќе да почитал. Знаеш зашто? Секоја фаза е таа, младата фаза, тинеџерската е кога ги демонизираме. Да, па го зборавме почетокот. Она као бунтовната фаза на младите. Да. И тоа е многу сосема нормално, мислам. Секој еден од нас ја поминал таа фаза и го правил тоа, ваков или таков начин. Лошо што би сменил, превише беше патриархат. Тогаш животот патриархат. Тоа не ви се свиѓаш? Тоа сега не ми се свига. Тогаш не сум го разбирал. А ја па мислам дека треба да се врати тоа малце. Што сега па е безредие. Не, превише беше. Аха. Премногу. Па сега па јас па мислам па ичдека не. Сега не. Сега па треба се некоја средина да најде. Треба се дај некоја средина. Ако порано професорот, учителката, учителот не е битно имал втор родител, секакви, што сакаш правимо на детето, ти си му мајка, татко, додека во школа, денеска е па дете во кец добило родителите го караат професорот. Тоа е многу опасно. Да. А порано дете во кец ќе добие професорот, ги кара родителите со се да рушат, и двата системи се рушат. И вредностите, многу се спротивности никад не е усредина. И одговорностите кај да. Системот, образованието. И двата се рушат на тој начин. Искача дека наставникот, учителот се плаши од детето на некој начин. Па и зависи кој дете. Некој треба се плаши. И тоа е многу лошо. Стварно се плаши, не треба, дека се плаши. Се плаши. Бог знае чие дете е. Да. Ама и да не е Бог знае чие. И да е небитно, родителите непознати имаат регуларна работа општествено. Не, тоа е. Пак тие доаѓаат да го караат. Добро, тоа малку земе и филозофијата таква е сега и како меко родителување. Демек не сме никој никого да тепа, не сме никој никого да кара, критика, не сме никој да Денес нема да чуеш у 7 сабајлу недела, се знае. Идеме на водно. Да. У 8:30 мора сме дома. Кој го прави тоа денес? Ја не сум слушал. Ке се препознаат десетина такви, тие се фамилии такви, спортски, аутдор нешто. Да го филозофираме тоа, ама не би сакал да звучиме како филозофи. Затоа што не сме филозофи. Не бе, мислење. Филозофираме. Таков е впечатокот, зошто? Тако е либерализмот го тоа направи тоа. Ете така. Либерализмот го направи тоа. Затоа се дојде до таа горна граница. У екстрема па. У екстрема са трансджендери, па свежи. Родител 2, па не сум жести да го погледаш на криво, не па да му писаш, не дај Боже да го удриш. Не дај Боже. Ко на Елина внукот ти расправ како ме учителот тепаш со прачка, ако не знаеме, денес домашно не сме напишеле. И испружуваш раката, така бе? Раката и ги те шлапне. 2, 3, 5, зависи како домашно. Да, не еднашка. Да. Ама тоа ја ти ја наместив, иначе она мене ме прашуваше. Па добро бе, ја ја раскажам, викам иди сега кај дедо, он да ти каже. Можеби не треба да се тепа тогаш. Да. Ама мора си има авторитети. Да, кажавте вие, тоа што премногу било. Без авторитети не мора се со ќутеци и со шамари и прачки. Да. Ама има некоја страхопочи што треба да се знае некој ред. Да, некој ред треба да се има за не мора да е страхо, да биде почит. Кон постарите, толку. Тука мислам дека ќе биде добро. Заради рушење на објективната моралност, што ја кажува религијата. Да. Дека моралноста е објективна.
во нашата перцепција. И тоа по дефиниција ти дава да си одговорен за своите акции. И тоа не им игра на тие што сакаат се да биде слободно, ништо да не е вон границите и нема Господ, нема објективна реалност, субјективната моралност е битна. Така. Што има ти да ми кажеш? Јас така си мислам, бе. Јас така си мислам, ти така си мислиш и немаме референца кон што да мериме. Да, нема. Ако немаш ти референца кон објективно добро, тогаш секој секи си измисли И чао, пријат. Тоа е општо кажано и тоа е така во општи црти. Но има една скриена тука игра што ретко се кажува. И тие што го кажуваат, тој што го пропагират, не ја кажуваат. А таа дека со светот владеат само 10%. Што се? Со светот владеат 10%. со светот Не владеат владеат. тие. Па и помалце може. Не владеат тие. Да кажем максимум 10%. Да, А тоа сме го слушнал и во Франција, и во Германија, и во Америка, кога сум бил со колеги што сум зборувал. Значи, другото е све такво. Без вредности, без... А тоа намерно го направено така. Аха. Тие 10% да Да, пресечат до некаде, Така, другото така. све е раја. Така. Се враќаме во феодализам. Значи ова е со умисла. Со умисла е. Не мора да е намерно со Не умисла. седнале се лако Така да така, полека си. Али Ама натаму води патот. дошле до Свесно или несвесно? дошле до заклучок дека ако така е, они повеќе ќе се збогатат. Так. Да. И евентуално користат патот сега. однесе до некаде. Да.